Регионални вести за вториот ден од новата 2016 година. Во период на празнување, лекарите препорачуваат повеќе да се грижиме за сопственото здравје. За да се заштитиме од настинки и од болести, треба да го подобриме имунитетот. Во трка со времето се почесто наместо релаксирано и во уживање, празниците ги поминуваме во трка и стрес. Не водиме сметка колку спиеме, кога и што јадеме, дали се одмараме. Според лекарите, недоволно сон, преобилна и небалансирана храна, малку одмор и многу стрес доведуваат до пат на имунитетот. Слабиот имунитет значи слаб одбранбен механизам на организмот за справување со вируси и бактерии и се почести настинки и болести. Лекарите порачуваат дека за зајакнување на имунитетот неопходни се здрави навики и одговорно однесување, правилна исхрана, доволно сон, редовно одмарање, секојдневни физички активности, одржување на личната и хигиената на просторот, како и намалување на стресот. Значи, за квалитетен имунитет треба многу работи као еден комплекс да се направи, почнувајќи од исхрана, од активности секојдневни, квалитетно спиење колку е определено со препораките. Значи, во дел на спиење, стрес, значи тоа е еден дел. Ви може да све да консумирате, ако имате стрес, може одма да ви падне имунитетот, така да лесно да заболеете од некоја болест која нормално ви може да го совладете. Као стрес. После друго, као рекреација. Тоа е многу битно, рекреација, бидејќи вие со спортски активности, сакам да кажем, физичка активност, со тоа вие, значи, ќе го снабдите повише со кислород вашиот организам и ќе го правите поотпорен и на болести и на, би рекол, наводници војна со микроорганизми и бактерии, така да ќе бидете посилни. Стресот е многу битен фактор кој што ќе ви го намали индиректно, значи бројот на ликоцити ќе ви ги ангажира и така да ќе бидете слаби и можете брзо да паѓате у некоја болест и тоа да влие. Нормално и сонот е многу битен, што исто влие индиректно преку стрес. Значи сите овие работи се као еден комплекс, треба да се почитуваат и храната треба да биде, значи, конзумирана повише течности, овочи и зеленчук, значи помалку масна храна, сладки помалку, да се избегнува сладки, вие што се концентрирани. Прошетките се особено добре дојдени во зимскиот период и затоа доколку сте во можност пропешачете. Или пак рекреирајте се во природа подалеку од градскиот смог. Ветеринарната станица Жилче прославува 10 годишен јубилеј од постоењето. Традиционално на денешен ден со закуска и пијалоци за своите соработници и за жилчани се прославува годишнината. 10 години од своето формирање денес прослави ветеринарната амбуланта Жилче. По тој повод собственикот заедно со своите вработени, традиционално како и секоја година организираше пригодна прослава со закуска и пијалоци за своите соработници и за жилчани. Голем е придонесот на ветеринарната амбуланта Жилче за развојот и унапредувањето на сточарството и земјоделството во овој дел, велат задоволните клиенти. Поводот на денешниот собор е како и секоја година, така и годинава, благодарение на ветеринарната станица во село Жилче, понесена од газдата Борче. Како и секоја година на овој денешен ден Игнет, го прославуваме овој ден како една врста годишнина од отварањето, значи, на ветеринарната станица по село Жилче. Видите, традиционално према ставот, значи, на неговиот, така да речам, управен одбор што му е, значи, понесен од докторите покрај него и работниците што работат, значи, они овој ден го слават како традиција и прават убава гозба, значи, со пиење, со јадење, а застапени се тука сите кооперанти, не само на општина Јагуновци што опфаќа, значи, како територија, него и многу пошироко. Дури гледаме, еве, по денешен ден, значи, гости дури од Гостивар има покането, кои што работаат со нашата ветеринарна станица и се услужени од истата, нели? Денес се подготвуваат плескавици од свинско месо, ребра, кременадле, што ние секоја година сме задолжени со имењакот мој Бране. Ова све иде за колегите овде и соработниците на ветеринарната станица Жилче, кој е собственик Борче Радевски, кој работи безпрекорно и услугите му се ефикасни.
и понатаму ќе работи како што работел доса и со поефикасни услуги према клиентите. Празничното весело расположение на присутните продолжи во попладневните часови, со надеж дека традицијата ќе се негува и во следните години. Во православните храмови во Тетовско денеска се одбележа празникот посветен на светиот свештеномаченик Игнати Богоносец. Празникот секогаш е 5 дена пред Божиќ и со него започнуваат свеченостите поврзани со зимските празници. Со свети богослужби во храмовите во Тетовско денес се чествуваше празникот посветен на ученикот на светиот апостол Јован, свети свештеномаченик Игнати Богоносец. По повод празникот верниците денес се поклонуваа пред иконата на свети Игнати, упатуваа молитви за здравје, среќа и благосостојба за нивните најблиски. По литургијата верниците кои се подготвуваат за еден од најголемите христијански празници Божиќ пристапија на света причест. Според Светата православна црква, свети Игнати бил ученик на светиот апостол и евангелист Јован Богослов, од кого бил поставен за епископ на црквата во Антиохија, со која раководил 40 години. Кога бил дете, Исус го кренал, го зел во преградка и на учениците им рекол: ако не бидете како деца, нема да влезете во Царството небесно. Поради тоа што Исус го носел во преградката е наречен Богоносец. Настрадал за време на римскиот цар Трајан. По победата над трачаните и скитите, царот наредил на римските богови да им се принесат жртви, сметајќи дека тие му помогнале во борбата да извојува победа. Христијаните одбиле тоа да го направат, особено против тие обичаи биле црковните старешини. Меѓу нив бил епископот Игнати. Царот Трајан самиот дошол во Антиохија за да разговара со епископот Игнати, да го разубеди и да го врати во идолопоклонството. Но кога видел дека не може тоа да го постигне, наредил епископот да го одведат во Рим и да го фрлат над зверовите. На 20 декември според стариот календар, 106-та година, светиот свештеномаченик Игнати во еден амфитеатар во Рим бил фрлен пред два гладни лавови кои го растргнале на очиглед и задоволство на многобројната публика. Си јавувал повеќе пати по смртта, правил чуда и им помагал на сите што ја барале неговата помош. Празникот Свети Игнати Богоносец, во народот познати како Свети Игнет, Игњат, Игнатов ден и така натаму, се наречува и прв Божиќ, зашто тогаш започнуваат подготовките за празникот поврзан со раѓањето на Исус Христос Божиќ. Празникот Игнат секогаш е 5 дена пред Божиќ и со него започнуваат свеченостите поврзани со зимските празници. Со денешниот ден поврзани се низ народни верувања, како што е она според кое на Свети Игнати не треба да се оди на гости во друг дом, а доаѓањето на одредени лица може да значи несреќа за семејството кое го пречекало гостинот. Имено оној што ќе влезе прв во куќата се верува дека носи среќа или несреќа. Ако тоа бил млад и убав човек, момче или девојка, се сметало дека носат среќа, а ако прв влезел некој старец или баба, верувале дека не ќе оди најдобро. Свештените лица појаснуваат дека ова се пагански верувања кои се уште постојат во нашите краишта и се неточни. Православните христијани овој месец ги чествуваат поголемите верски празници. Празнувањата започнуваат во вторник во манастирскиот комплекс на Попова шапка, по повод патрониот празник Свети Наум Охридски чудотворец. Православните христијани во вторник на 5 јануари го чествуваат празникот посветен на Свети Наум Охридски. Во манастирскиот комплекс Свети Наум Охридски чудотворец на Попова шапка со почеток во 9 часот и 45 минути. Неговото високо преосвештенство митрополитот Тетовско гостиварски господин Јосиф ќе отслужи света божествена архиерејска литургија, пошто ќе следува режење на кумските колачи. На светата литургија ќе пее реномираниот женски младински хор Менада од Тетово под диригентство на маестро доктор Ивица Зорич. За сите верници кои ќе присуствуваат на ова патронско чествување предвиден е бесплатен ручек. Исто така има организиран превоз по цена од 100 денари во двата правца. Поаѓањето е во 8 часот од пред Центарот за култура во Тетово. 2015 година ќе остане запаметена и по несекојдневниот хуманитарен подвиг на семејството Ристовски од Тетовско Сиричино. Им се изгради куќа со хумани донации на луѓето. За да се соберат доволно градежен материјал и се што е потребно за куќата, кампања водеше хуманитарното здружение Градиме иднина, предводено од Илија Јовановиќ. Семејството Ристовски од Тетовско Сиричино оваа зима ќе може спокојно да живее во својата нова куќа, за разлика од минатата кога мораат да престојуваат кај соседите, бидејќи дотраениот дом им се сруши поради невреме. Тие цел живот ќе се сеќаваат на 2015 година.
До мирот и до својот дом, Сонја и Борче и нивните 3 деца поминаа голгота која траеше речиси 10 месеци. По уривањето на куќата, сместување од државата доби Велко, братот на Борче, чие семејство исто така живееше во дотраената куќа. Така двајцата браќа секој по свој пат тргнаа да го бараат начинот како да обезбедат кров под глава за своите семејства. Од декември 2014-та Борче и Сонја со децата живееја кај соседите, а постојано упатуваа молби преку медиумите да им се помогне да се обнови барем една соба, бидејќи немаа пари самите тоа да го направат. Еве, ние уште овде седиме кај соседите, во оваа соба овде кај на соба ни дадоа. Како што гледате, овде спием ја со малечкото, 20 месеци има, овде цел ден ја овде седам со децата, за школа кој ќе дојда, другите деца ќе им постелим доле на јорган за да спијат, дека 5 души ова соба седимо, нема ке да спиемо. Со малото мора овде да спие, и за купење исто, да се искупе, да се онади малечко, студи, и кога е најлано овде седимо све. Тоа траеше се до мај, кога за нивната судбина разбраа од Градиме иднина, Сдружение на граѓани за заштита и помош на маргинализирани групи. Председателот Илија Јовановиќ лично започна кампања за прибирање на средства за да се изгради куќата. Илија, ветуваше долго време наназад, испадна дека твоите ветувања не се само празни зборови, еве конечно денес на овој убав ден се поставуваат темелите на куќата на семејството во Сиричино. Колку има материјал сега за сега и од каде почнуваме? Пака, Сонја, пред се благодарам на тебе, Кис, кој најмногу ме подржава, пред се и ти, Александр, кој ја потикнавте ова работа, со твоето јавување Илија во Сиричино, јас Сонја реков полека, стрпи се, ќе биде, ќе почнеме. Значи, овие се првите почетни фази кои се копа темелите, пола донација е обезбедена од 2 палети цигли, 10 палети, односно 2 палети цемент, се уште ни е потребно тип 3 палети цемент, во една палета има 40 врејки, потребни се уште 1000 блока, 1000 блока се обезбедени веќе, но уште 1000 блока ни се потребни за целосно да ја фишинираме куќата, да се изгради, да има 2 детски соби, да има дневен престој, да имат ходник и санитарен чвор. Тоа е потребно за ова семејство, куќата ќе биде од 85 квадрати. Апелирам до сите компании, до сите граѓани, стварно да ги отварат срцата, да бидат хумани, затоа што и јас сум веќе хуман, значи тука сум веќе неколку дена во подготовките и во копањето на темелите. Не ми представува да сум хуман и обичен работник, јас се гледам цел живот како обичен граѓанин и работник, а не председател, така да горд сум ова денеска што го направи. Објектот почна да се гради во мај, а 5 месеци подоцна веќе беше завршен.
кажам искрено, не очекував дека ова стварно ќе се направише, дека толку фирмите ми верува, дека ќе помогнат во градични материјали, финансиска помош, други останати работи кои стварно беа за помош на семејството Ристовски, дури се воодушевив и не ми се веруваше дека тоа и тоа сум го постигнал во животот, во и тој дел да ми веруваат компаниите. Од тука се освестив, во изминатите години запамтив што се имам поминато и доживеано, тоа многу ме освести и ми даде еден подобар живот како да ги помагам овие семејства. И пред се најмногу ме трогна судбината, затоа што ние добивме и се направи премногу за нас. Јас сега решив ќе бидам одговорен и хуман. На 27 септември за прв пат Борче и Сонја со децата Ѓорѓи на 3 години, Оливера на 14 и Иванчо на 15 преноќија во новиот дом и таму веќе среќно живеат. Куќата има 80 на квадратни метри, ја сочинуваат една голема просторија за дневен престој со кујна и трпезариски простор, како и 2 спални соби и тоалет. Просите им се за благодарен на радио телевизија КИС, увек беа со нас кога ни беше најтешко, они не подржаваат, не надеат и не тешеа. Други ваке од селото никој не ни помогна. И ми е апел до КИС, таму вамо го запознаме и Илија. Градиме иднина, им се за благодарен прво наградиме иднина Скопје. И после стопивме контакт со Илија, викам, имамо тешкотија, викам, треба, викам, куќата ни падна, ако сакате да ни помогнете, и он дојде, виде каква е се состојбата, све тие работи, вика, не можем, вика, да ви гарантирам дека ќе направиме куќа, вика, ама ќе се обиде. Кога почна Илија Јовановиќ, кога дојде до темелите да се копа, он работеше нон-стоп, беше ке нас. Цели 6 месеци, 7 он беше овдека, од сабајле до вечер. Работаше исто све цигли, тоа помош. Со неговата сопруга тоа кредит подигна, леви голем поздрав до семејството, негово, до дечината голем поздрав. И не можеме никогаш да заборавиме. Таа добрина до сега, ние мислиме дека ќе останеме на улица, ќе немаме ништо, ама неговата добрина ние не можеме никогаш да заборавиме. Полицискиот билтен на МВР бележи 2 кражби. Во куќа во Гостивар украден златен накид вреден 25.000 евра. Ограбена црквата Свети Ѓорѓија во местноста Чука. 2 кражби бележи денешниот полициски билтен на МВР. Вчера околу пладне во Гостивар на улицата Илинденска, непознат сторител извршил тешка кражба во куќа, при што од цев одзел златен накид во вредност од 25.000 евра. Увид на местото на настанот извршила увидна екипа од полициска станица Гостивар. Се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот. Во временски период од 15 декември минатата година до првиот ден од новата година, на местноста Вика на Чука во атарот на село Волковија, од страна на непознат сторител извршена е тешка кражба во црквата Свети Ѓорѓија, при што е одземено околу 3000 денари и 10 мали икони од различни светци. Имено непознатиот сторител преку кровот на црквата влегол во канбанеријата и преку незаклучената врата по скали влегол во црквата и од зидот ја отколнал касата, пошто извршил пребарување и претурување по фиоките, пошто ги одзел наведените работи и го напуштил местото на настанот. Извршен е увид од страна на увидна екипа од СВР Тетово и се работи на целосно расчистување на случајот. Поради постоење основи на сомнение за сторено казнено дело убиство кое што се случи на новогодишната ноќ во Македонскиот туристички центар, СВР Охрид поднесе кривична пријава против 29-годишниот БУ, српски државјанин од Краљево, а во пријавата поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело помагање, опфатени се и двајца негови сограѓани, 26-годишниот МП и 1 година помладиот ДЖП.
и при тоа предвидена им е мерка притвор во траење од 30 дена. На 1 јануари годинава околу 2 часот во кафе барот Табана на улица Цар Самуил во Охрид се случило нарушување на јавниот ред и мир со жестока вербална расправија помеѓу две групи, во кои од една страна бил сега починатиот 27 годишниот Димитар Матлиевски со двајца негови пријатели од Охрид, а од другата страна биле сега притворените српски државјани од Краљево. Оваа вербална расправија со меѓусебна турканица се случила внатре во објектот, каде имало организирана прослава за дочекот на новата година и каде сега притворените биле сместени. Еден турски полицаец беше убиен, на 5 мина беа ранети вчера во антитерористичка операција против забранетата курдска работничка партија во југоисточниот турски округ Шарнак. Силите за безбедност отстрануваа барикади во градот Джизре, каде во сила е полициски час. Полицајците настрадале во напад со ракета извршен од борците на ПКК за време на операцијата. Во меѓувреме еден војник почина од повреди кои ги здобил за време на бомбашки напад извршен од ПКК во градот Сур, во округот Дијабекир на 30 декември. Во нападот се ранети тројца војници. Најмалку 2 лица се убиени, а неколку се ранети во пукање во паб во центарот на Телавив. Полицијата ги потврдила двете жртви, додавајќи дека напаѓачот пукал во гости во кафуле. Ранети се 9 лица, од кои 4 во критична состојба. Уапсено едно лице поврзано со нападот, но засега нема официјални информации дали станува збор за напаѓачот. Саудиска Арабија погуби 47 луѓе осудени за тероризам и поттикнување на него, меѓу кои се и шиитскиот проповедник Нимар Бакер Ал-Нимар, кој беше истакнат представник на опозицијата на саудискиот режим, како еден од челниците на ќелијата на Ал-Каида, Фарис Ас Захрани, кои на смртна казна беа осудени во 2014 година, а осуди за екзекуциите пристигнуваат од сите страни. Осудениците се погубени во 12 различни градови во саудиската монархија. Меѓу лицата кои се погубени има сунити осудени за учество во крвавите напади од 2003 и 2004 година, за кои што одговорноста ја презема Ал-Каида, како еден египчанец и еден државјанин на Чад. 4 борци и 2 војници загинаа во денешниот напад врз индиската војно-воздушна база во близина на границата со Пакистан, соопшти индиската армија. Напаѓачите со украден полициски автомобил влегле во базата Патханкот во индиската сојузна држава Пенџаб и фрлиле гранати. Во нападот повредени се 5 мина индиски војници. Напаѓачите се обиделе да стигнат до техничкиот реон на базата за да ги уништат авионите и хеликоптерите, но не успеале. Се уште не е познато колку напаѓачи влегле во базата, која се наоѓа во главниот пат што ги поврзува индиските држави Џаму и Кашмир, каде действуваат сепаратистички групи. Денес имавме претежно сончево време со локална облачност. Утринските температури се движе од -11 до -1 степен, а дневните од 0 до 10 степени. Утре не очекува облачно време со врнежи од дожд, наместа над 900 метри. Врнежите ќе бидат од снег. Утринските температури ќе се движат од -7 до 0, а дневните од 0 до 10 степени. Тука е крајот и на ова информативно издание на регионалните вести. Имајте пријатна вечер.